Камала Харис, подпредседателката на САД, која добива силна подршка кај демократите за номинација за председателски кандидат по повлекувањето на Бајден, треба да одлучи кој ќе биде нејзин подпредседателски кандидат на изборите во ноември. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јавува во овој дневник. Игор, се знае ли кој ќе избере? Кате тоа денове е клучното прашање во американската политика. Медиумите јавуваат дека адвокатска канцеларија на поранешен јавен обвинител ги проверува потенцијалните подпредседателски кандидати на Камала Харис. Кампањата наводно побарала проверка на 6 5 гувернери и 1 сенатор. Тоа биле гувернерот на Северна Каролина Рој Купер, на Пенсилванија Джош Шапиро, гувернерката на Мичиген Гречен Витмер, гувернерот на Минесота Тим Вал и на Илиноис Джейби Прицкер, а на листата и сенаторот Марк Кейли од Аризона, јави Wall Street Journal. Тие кои ќе ја поминат проверката, веројатно ќе бидат интервјуирани од Харис, а таа ќе донесе одлука пред конвенцијата во август. Вилијам Галсон од Институтот Брукингс за Гласот на Америка рече дека опасноста од овој забрзан процес е што некои работи можат да бидат занемарени и да се направат грешки, што не би се случиле во побавен процес. Но Харис мора да донесе одлука, брза и исправна. Харис, како ќерка на татко афроамериканец и чија мајка е од Индија, најверојатно ќе избере белец за втор човек во Белата куќа, вели научникот за подпредседателите на САД Джоел Голдстајн. Влијание ќе има и тоа од која сојузна држава доаѓа кандидатот. Харис, која доаѓа од Калифорнија, веројатно би сакала кандидат од сојузните држави кои би можеле да изненадат со гласови, бидејќи имаат најмногу неопределени гласачи, како што се сојузните држави Пенсилванија, Мичиген, Џорџија. Игор, Бајден се врати во Белата куќа. Има ли активности откако се повлече од председателската кандидатура? Белата куќа претходната недела беше полна со активности кога Бајден беше во кампања. Но со неговото повлекување се промени и политичката сцена. Вчера тој мирно се врати во Белата куќа, додека други водеа кампања. Подпредседателката Харис беше во сојузната држава Висконсин, а опонентите, подпредседателскиот кандидат на Трамп, Джей Ди Венс, за Бајден рече дека историјата ќе го памети по тоа што се откажал и како еден од најлошите председатели на САД. А Камала Харис, вели Венс, била милион пати полоша. Во Вашингтон, државниот секретар Ентони Блинкен за Харис рече дека е, цитирам, водечки глас за американската надворешна политика и демократија. Продолжуваме со напорите за да донесеме мир на Блискиот Исток, да ставиме крај на војната во Газа, рече Блинкен. По целата ситуација е интересна и позицијата на странските лидери. Израелскиот премиер се подготвува за средби со Бајден, Харис, но и Трамп. А вечерва Бајден од овалната соба во живо ќе се обрати до нацијата и ќе каже зошто одлучил да се повлече од кандидатурата. Кате? И благодарам, Игор, за ова јавување во Дневникот во живо. Продолжуваме понатаму со